Ново издание на регионалните вести. Добро вечер. Второто полугодие од учебната 2015-2016 година започнува утре. Низ училиштата во Тетово се е подготвено за утрешниот училишен старт. Утре започнува второто полугодие од учебната 2015-2016 година. Низ училиштата во Тетово во тек се подготвителните работи околу утрешниот училишен старт. Училишните простории исчистени и со топли радиатори подготвено чекаат на основците и средношколците. Значи се е подготвено за почеток на учебната година. Училиштава ги реализира оние потребни подготовки кои што се за почетокот на учебната година. Исто така и од страна на општината се превземени потребните мерки. Во овој период кога значи за време на зимскиот распут и претходниот период имавме интензивна активност на инвестиции во сите училишта со проекти кои што беа финансирани едни од страна на Министерството за образование и наука, еден дел беа финансирани од страна на општината, како имавме една плодна соработка и со Советот на родителите, така да во сите 18 училишта, основни средни училишта, како и во градинките на општина Тетово, имаше реализирано градежни активности од помал или поголема размер. За основните училишта, за градинките и за другите институции во Тетово, сите потребни тендери, јавни набавки се реализирани на време. Училиштата се снабдени со горива и на тој начин мислам дека нема да има проблеми со реализација на ова активност. Се ќе тече во ред до крајот на грејната сезона и на тој начин сите тие шпекулации кои што беа, значи ќе се видат дека се навистина шпекулации. Освен на распустот, аерозагадувањето на тетовските основци и средношколци им донесе подолго отсуство од училиште. Во второто полугодие ќе се надополнат пропуштените часови. Поради енормното загадување што беше во периодот двете последни недели од декември, наша приоритетна цел беше да бидат учениците навистина заситени и приоритетна цел беше нивното здравје и се обративме до Министерството за образование за да имаме прекин на наставата во тој период кога имавме енормно загадување на воздухот и Министерството не одговори позитивно. Беше направен оперативен план секој училиште на начин како ќе се надополнат часовите и деновите и на 10 јуни кога ќе биде завршено и учебната година, тогаш ќе бидат реализирани 180 работни дена кои што се потребни за реализација на учебната година. Изминатиот период се реализираа повеќе активности низ образовните објекти во Тетовско. Во дел од училиштата активностите финализираа, а во некои се уште се во тек. Работна атмосфера денес имаше и во спортската сала во состав на Средното економско училиште 8 септември. При крај се работиве во спортската сала на економското училиште. Тој е проект кој што е реализиран од страна на Министерството за образование и наука и значи со овој проект ќе бидат заокружени сите 5 средни училишта со спортски сали. Со тоа завршува и спортската сала во средното училиште Мошепијаде. Ни останува само за новото средно училиште 7 март и таму да се изгради една нова спортска сала и на тој начин да го заокружиме процесот на изградба на спортски сали во средните училишта на општина Тетово и продолжува понатаму истиот проект за основните училишта и се надеваме дека за еден краток период сите основни средни училишта ќе имат спортски сали во Тетово. Денес истекува последниот ден од училишниот распуст. Веќе утре училишните звончиња ќе го најавуваат предизвикот што значи образование и стекнување на нови знаења. Гостивар нема мерна станица за загаденост на воздухот. Општинските власти доставиле барање до Министерството за животна средина за поставување на мерен инструмент. Конкретен одговор на барањето досега нема добиено. Во време кога загаденоста на воздухот е значаен проблем за многу градови во земјава, гостиварци немаат официјални податоци како воздух дишат. Ке добие ли гостивар мерна станица за загаденост на воздухот? Прашањето беше отворено и на последната седница на Општинскиот совет, кога советниците од НДП предложија да се иницира поставување на мерен инструмент. Општинските власти пак образложија дека тие веќе испратиле такво барање до Министерството за животна средина и очекуваат позитивен сигнал.
При својата неодамнешна посета на Тетово, министерот Нурхан Изаири не даде конкретен одговор дали и кога за Гостивар ќе се обезбеди мерна станица. Изјави само дека постојат процедури кои што мора да се испочитуваат и дека општините имаат обврска да изготват план за подобрување на квалитетот на воздухот. Не, никого законот не забранува. Тие и со закон се обврзани да вршат мерења на својата територија и со законот се обврзани да направат план за подобрување на амбиенталниот воздух. Така што еден добар чекор е ако вршат мерења. Иако без показатели во бројки, граѓаните на Гостивар доскоро можеа да ги почувствуваат непријатниот мирис и чадот во воздухот, особено во ноќните часови. Состојбата за среќа ја ублажи снегот. Во Македонија се инсталирани 17 мониторинг станици кои го следат загадувањето на воздухот. Во западната зона ги има во Тетово, Кичево и во Лазарополе. Со измерени минус 14 степени Целзиусови, утро во Тетово беше еден од најладните градови во земјава, но и кога студот стега, загадувањето на воздухот не попушта и денес часовните концентрации на PM10 частичките се искачуваа и до 5 пати повеќе од дозволеното. Тетово утрово беше еден од најладните градови во земјава со измерени минус 14 степени Целзиусови. Дневната температура го достигна првиот степен Целзиусов, а преовладуваше сончево време. Според управата за хидрометеоролошки работи, утре не очекува преодно покачување на дневната температура, при што минималните температури во Македонија ќе се спуштат до минус 10 степени, а максималните ќе бидат во позитива и ќе се искачат до 8 степени на југот од земјава. До крајот на неделава ќе се задржи стабилно суво и студено време со ниски утрински температури, кои на повеќе места ќе се спуштат под минус 10 степени. Утре дневните температури ќе бидат малку повисоки од денешните, а од петок повторно ќе опаднат за неколку степени. Но и кога студот стега, загадувањето на воздухот во Тетово не попушта. И денес часовните концентрации на PM10 частичките се искачуваа и до 5 пати повеќе од дозволеното, а вчера среднодневната концентрација беше за 2 пати повисока од безбедната по здравје вредност. Инаку известно подобрување на состојбата со квалитетот на воздухот се случи по силниот ветер кој го зафати Тетовско и по врнежите од снег во саботата. Врнежите од снег за момент го прочистија воздухот, но со оглед на присутноста на големиот број на загадувачи на воздухот, штетните PM10 частички повторно се исталожија и тоа во високи концентрации. Студот не оди во прилог во никој случај, а најмногу поради фактот што колку е поладно, толку повеќе се затоплуваат домовите, а во Тетово значителен дел од домаќинствата се греат на огревно дрво, кој е еден од причините за аерозагадувањето. За сега нема најави за нови врнежи од снег во скоро време, поради што надеж за тетовци дека ќе дишат почист воздух од она што е секојдневие последниве години нема. Денес православните верници го празнуваат собор на Свети Јован Крстител. Православните христијани денеска го одбележуваат празникот Собор на Свети Јован Крстител. Црквата го утврдила овој празник да се прославува веднаш по празникот Богојавление. Тоа е затоа што главната служба на Свети Јован, неговото главно дело, се состоело во подготвување на народот за доаѓањето на Исус. Така, иако Свети Јован Претеча и Крстител се прославува неколку пати во текот на годината, неговиот собор, тоест главниот празник, е на денешен ден. Во младоста Јован живеел во пустината во близина на долниот тек на реката Јордан. Кога наполнил 30 години по Божја волја, ја напуштил пустината и се вратил меѓу еврејскиот народ, каде што ги учел луѓето да се покајат и да се подготвуваат за доаѓањето на Спасителот. Во тоа време Исус се подготвувал за учител, но според тогашните закони учител можело да биде лице со наполнети 30 години. Затоа Исус, кога наполнил 30 години, дошол на реката Јордан, за да биде крстен. Јован, кој дотогаш не го имал видено, веднаш се сетил дека тој е Спасителот. Во почетокот Јован го одвраќал велејќи му: "Јас треба од тебе да бидам крстен, а ти при мене ли доаѓаш?" Но кога Исус му рекол: "Остави го сега тоа, зашто нам ни престои да исполниме секоја правда." Јован го крстил во водата. Јован постојано ги проповедал позитивните животни принципи и жестоко ги критикувал неморалот, лагите, кои во тоа време во Римската империја го достигнале својот врв. Во времето кога Јован проповедал во Палестина, во Галилеја владеел Ирод Антипа, еден од синовите на оној Ирод што насекаде се прославил со својот расипан карактер. Овој наследил некои особини од татко си, па ја избркла својата законита жена и живеел незаконито со Иродијада, жената на својот се уште жив брат Филип.
Јован отворено и пред целиот народ го прекорувал и го разобличувал за тоа, па Ирод го затворил. Во една прилика Ирод приредил гозба во својот дворец. Ќерката на Иродијада Саломија го восхитила Ирод со својата страстна игра на гозбата, па така што овој замаен од пеењето и ветил се што ќе посака. Саломија, поучена од мајка си, која не можела да му го прости јавното разобличување на Јована, ја побарала главата на пророкот. Ирод наредил и Јован бил обезглавен. Подоцна еден дворски слуга чесно ја закопал главата на Свет Јован Крстител. На собор на Свет Јован Крстител именден прославуваат јовановци, а како домашна слава, овој празник го прославуваат повеќе семејства во Тетовско. На програмата на телевизија КИС денес со почеток во 20 часот ќе емитуваме репортажа од одбележувањето на празникот Водокрст во Тетово, како и од богојавление водици во Тетово, Гостивар, Теарце, Сиричино и Раотинце. Утре ќе бидат емитувани репортажите од празничните одбележувања на водици во останатите места во Тетовско. Осум мигранти се повредени во сообраќајка кога возилото со кое се превезувале бегајќи од полицијата се превртело на патот кон Валандово. Како што соопшти полицијата во понеделникот околу 5 часот и 30 минути мешовита полициска патрола во реонот на селото Богородица забележала 3 патнички моторни возила Ауди, сите со скопски регистарски ознаки. Првото возило имало улога на чистач, додека во другите се превезувале мигранти. Во координација со друга патрола направен обид за собирање на возилата, кои на даден знак за сопирање не застанале и со голема брзина наместо кон Скопје продолжиле со движење кон Валандово, при што едното возило кај крстосницата Брајковци Пирава Валандово излетело од коловозот и се превртело. Возачот побегнала, со повреди се здобиле 8 мигранти, кои со 2 амбулантски возила се пренесени во болницата во Гевгелија, каде им се констатирани телесни повреди. Се работи за 6 лица од Мароко и 2 од Пакистан. Мешовитата патрула продолжила со следење на другото возило по регионалниот пат Струмица-Штип и во близина на селото Грдошорци. Заедно со патрула од Струмица било сопрено, при што во возилото пронајдени се 10 илегални мигранти, и тоа 4 од Либија, 2 од Пакистан, 3 од Алжир и 1 од Мароко, како и возачот, 28 годишен скопјанец. Третото возило не е пронајдено. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на настанот. Затворена за премине неутралната зона меѓу Грција и Македонија во реонот на граничниот премини домени, јави Радио Атина. Преку оваа неутрална зона преминуваат бегалци од Ирак, Авганистан и Сирија кон Македонија и натаму кон Западна Европа. Според полицијата на бензинската станица во областа каде што се собираат автобусите со бегалци, веќе има 7 автобуси со 350 луѓе. Најмалку 25 лица се убиени, а над 30 се повредени во денешниот напад на универзитет во северозападниот дел од Пакистан. Најголем број од загинатите и повредените се студенти, а полицијата соопшти дека операцијата против четворица напаѓачи е завршена. Според полицијата, универзитетот бил нападнат непосредно по отворањето во раните утрински часови, каде студираат околу 3000 момчиња. Според Раша Тудеј, одговорноста за нападот го презеле талибанците. Инак универзитетот го носи името Бача Кан според антиталибанската политичка партија. Публикација поврзана со екстремистичката група Исламска држава ја потврди смртта на британскиот милитант познат како Джихади Џон, кој се појави на неколку видеоснимки на кои е прикажано обезглавување заложници. Во написот за Джихади Џон, чие вистинско име е Мохамед Емвази, се наведува дека тој бил убиен во ноември кога неговото возило било погодено во напад извршено со беспилотно летало во градот Рака. Норвешка почна со депортација на мигранти во Русија. Првата група од околу 60 лица денес го напушти градот Киркенес на границата. Околу 5500 лица треба да бидат префрлени од Норвешка во Русија, а голем дел од нив ја преминале арктичката граница со велосипед како дел од мигрантскиот бран во Европа во 2015 година. Норвешките власти во ноември најавија дека ќе ги враќаат лицата што доаѓаат од државите што се сметаат за безбедни.
Властите во Германија денеска соопштија дека испитуваат дали тројцата поранешни членови на расформираната левичарска милитантна група фракција во Црвена армија се поврзани со неуспешниот грабеж на блендирано возило во близина на Бремен минатото лето. Членови на најозогласената група позната и како Бадер Мајнхоф банда, кои во 70-тите и 80-тите години на 20-тиот век убија повеќе од 30 луѓе. Јавниот радиодифузен сервис вчера прв објави дека ДНК-та на овие тројца е пронајдена во возилото што го користеле за бегство од обидот за грабеж на 6 јуни во близина на северниот град Бремен. Познатиот филмски режисер и сценарист Еторе Скола почина на 85 годишна возраст, соопшти денес неговото семејство. Скола починал во една болница во Рим по неколкудневна кома. Во текот на богатата режисерска кариера Еторе соработувал со непознатите светски актери Марчело Мастројани, Софија Лорен, Фани Ардант и Джек Лемон. Има снимено повеќе од 40 играни и документарни филмови, меѓу кои најпознати се Исклучителен ден во 1977, за кој освоил Златен глобус и Цезар, а номиниран е за Оскар за најдобар странски филм, Грди Валкани лоши, Вива за Италија и други. Me lo dovevate dire subito come la pensavate. Su che? Su lui. Денес имавме сончево и многу студено време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од минус 18 до минус 7 степени, а дневната од минус 3 до 4 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура ќе се движи од минус 10 до минус 3 степени, а дневната од 1 до 8 степени. Временската прогноза беше и последната содржина од денешните регионални вести. Ви благодарам на вниманието, имајте пријатна вечер.